Дома е еден од нашите најпознати музичари, Илија Кикиритков. Здраво, Илија, и навистина ми е мило што одвои време за нас, па како си? Се чувствувам одлично. Утре настапувам на фестивалот Макфест, по втор пат во мојата кариера. Прв пат настапив во 2015 година со Панчи Илиев. Освоивме второ место. Ова година, како што кажав, втор пат настапувам. Композицијата е напишана од мојот татко Мирче Кикиритков. Се вика Бела Було, интересна тема, која што се надевам дека ќе предизвика реакции кај публиката и кај оние што ја слушаат. И се надевам на добар пласман, се разбира. Така, се надеваме и стискаме палци за тебе. Кажи ми, така кога ќе го спомнеме, нели, Макфест, други некои спомени врежани кои што така ги паметиш? Па како што веќе кажав, значи во 2015 година, тоа беше мојот прв дебитантски настап на Макфест. Тогаш, значи, воопшто немав намера да учествувам на Макфест, се случи спонтано, случајно. Песната повторно беше на татко ми Мирче. Испадна еден дует со Панчи Илиев Касапски. За среќа одлично. Публиката ја прифати таа композиција, имам само убави спомени од пред 5 години. Се надевам дека и оваа година ќе биде така. Песната е интересна оваа година, како што кажав, динамична, брза, игрива, лесна за слушање и се надевам дека ќе има позитивни реакции од публиката. Така, што мислиш, дали Макфест може да влијае врз кариерата на некој пејач? Па дефинитивно дека може да влијае, меѓутоа некако пред 15, 20, 25 години како што беше порано, бидејќи сега мислам дека малку е поразлична ситуацијата со македонската забавна поп музика и дека може да влијае до одреден степен, но не да те направи некоја мега звезда во Македонија. Значи пак секако влијае, нели, тоа искуство на сцена? Точно, меѓутоа како што кажав, значи кога Макфест се одржуваше од 85-та, ми се чини дека е првото издание на Макфест, до 95-96 година целото внимание на македонската јавност беше насочено кон Макфест. Се емитуваше на македонската радио телевизија, сите очи беа вперени, сите го гледаа и песните кои што се изведуваа на Макфест беа инстант хитови, бидејќи немаше други медиуми и сите го гледаа тој фестивал и едноставно песните кои што се изведуваа во тој период можеби и се поквалитетни, меѓутоа дефинитивно останаа evergreen песни и се попопуларни од овие што се изведуваат од пред 10 години па навака. Така, токму сакам и да сам доврзам на следново прашање. Многу ноти испеани, многу композиции, многу пејачи нели на сцена. Кажи ми некоја песна од Макфест кој што знаеш да испеаш некош на твои настапи? Па настапувам насекаде низ Македонија, така наречени клубски свирки. И често на мојот репертоар се песните од Макфест, изведувам многу композиции од Макфест. Сега омилена немам, бидејќи ги знам скоро сите оние evergreen композиции од Макфест од 85-та до 95-та година и баш бидејќи ги знам сите, немам омилена композиција, меѓутоа еве да кажам, од периодот од 85-та до 95-та сите композиции ми се омилени. Така, па знаеме, како што кажете сами, од да си ги испееме и ние, нели, да се потсетиме на некоја песна, како што кажете, се останале евергрини. Илија, знаеме дека поради пандемијата Макфест прв пат ќе се одржи, нели, на отворено и твое мислење во врска со сето тоа? Ќе биде интересно оваа година. Ќе биде фестивалот, ќе се пее на плейбек поради, како што кажа, пандемијата и ќе биде сосема поразлично од пеење во живо. Значи настап во живо е нешто сосема друго и ќе ми биде малку чудно, бидејќи на моите настапи настапувам секогаш во живо, никогаш не сум настапувал плейбек и ќе ми биде малку чудно, но ќе се снајдам. А на останатите учесници им посакувам успех, се разбира. Подобриот нека победи и најдобрата песна нека го освои првото место. Така, уште само ова прашање, на самиот почеток, нели, ја кажавме и твојата музичка изведба Бела Було. Кажи ми како настана таа композиција и дали ќе биде брза песната или балада? Значи, песната е напишана можеби пред повеќе од 25-30 години. Значи, многу одамна е напишана од Мирче Кикиритков и песната е снимена во студио пред 4-5 години кај композиторот и продуцент Иле Спасев во Скопје.
ми се чини дека беше понудена на Макфест 2016 година, тогаш беше одбиена, не беше примена. И ова година татко ми повторно ја понудил на Макфест и еве сега оваа година ја примиле и се надевам дека ќе имам добар настап, дека ќе остане песната запаметена. Така, ние очекуваме само да слушнеме песната и јас верувам дека ќе биде предобра. Ти благодарам за одвоеното време, ти посакувам пријатна вечер и како што кажа и ти нека победи на доброто. Ви благодарам за поканата и поздрав за сите гледачи на М-нет телевизија. Штип е во духот на Макфест. За миг се присетуваме на убавото од Штип и гордост ние што се одржува токму овде. Многу познати имиња и позитивна енергија, но сепак одима според протоколот за заштитните мерки против COVID-19. Па затоа Макфест ќе се одржува на отворено. Но неколку часа неделот пред Макфест, до мене е пеач кој што зрачи со позитивна енергија и кој што можам да кажам дека никогаш не мирува. До мене е Виктор Апостоловски. Здраво и добре дојде во Штип. Здраво и добро ве најдов. Фала ви за поканата. Баш ми е мило што прифати и ти благодарам. Кажи ми како се чувствуваш и дали успеа да ја пробаш штипската пастрамалија? Па ти кажем право, бидејки внимавам на исхраната периодов, уште не ја пробав, ама нека заврши еднаш сето ова Макфест и сите останати лудори што ги правев деноиве. И на крајот мора една пастрамајлија да си каснам, тоа е традиција, нема мрда. Да, мораш. Малку да се присетиме на твоите почетоци, зошто баш ја одбра музиката? Па не е дека јас ја одбрав музиката, некако бев роден во неа. Знаеш, сите дома ми се музичари, почнувајќи од дедо ми па наваму. И едноставно тоа е некоја љубов што ја имаме фамилиарно кон музиката, што не верувам дека некојаш ќе згасне. Мислам, јас би сакал и моите деца да го работат тоа, пошто мислам нормално ќе работат што сакат, ама едноставно музиката е нешто што најмногу ме исполнува и покрај сите други ствари што сум ги работел. И најсреќен сум тука, најисполнет сум, најдома сум во музиката и мислам дека секогаш така ќе биде. Дали се сеќаваш на твојот прв сценски настап? Кој е прв? Сум имал милион први сценски настапи, се официјално прв пат пеев на едно детско фестивалче Орфеј. Тоа беше, не знам, многу одамна. Претходно пеев на патронатите во училиштето секоја година, мислам тоа немаше промаш. И сите тие настапи, уствари, всушност, најпрв настап не ми ни беше со пеење, туку свирев клавир во Нижо музичко Битола и тоаш имав 7 години валјда. И бев прв, значи, пошто најмал, почнуваш од најмалиот па до најспремниот. И беше најсмешниот настап на светот, онака седнувам и почнува седам и се мати и го грешам првиот акорд, рефлексно мавам уште еднаш го грешам. И се вртам на кај публиката и правам, ајде, и сите се паѓат од смеење. Си бил искрен. Да, и цел живот, секогаш. И после почнувам и го свирам без грешка нешто, па аплаузи, чуда. Али од секогаш сум бил таков. Не, музиката бара искрено, знаеш, без разлика колку и да си добар, ако си вештачки, кога тогаш ќе излези тоа на виделина. Ако си искрен, ќе го работиш цел. Така, Виктор, ти си текстописец, пишуваш нели твои текстови. Кажи ми дали некој што се случило сите твои емоции што ги чувствуваш да ги напишеш на лист хартија и сето тоа да го одпееш? Секогаш. А каде ја наоѓаш инспирацијата? Значи, инспирацијата за пишење се наоѓа секаде. Без разлика дали се случки што ми се случиле мене или тебе или на некој што сум слушнал, што раскажал, меѓутоа се наоѓа во секој аспект на животот. Јас животот го гледам така воопшто, мислам, тоа ми е
како мото. Мислам, ја наоѓам среќата во сите ситници, сите ствари ги гледам од 10 различни агли, можам да се чувствувам со се емпат сум и без разлика дали слушам некој што го познавам или некој од трета маса што има нешто да кажи, можам да влезам во тие чувства и да напишам нешто во моментот. И то многу ми помага во мојот креативен процес. И тоа е еден од делоите што најмногу го обожавам во креирањето на музика, кога ќе влезам емотивно во приказната и кога ќе почнат зборовите да излегуваат. Така. Кажи ми, на самиот почеток те најавив дека можам да кажам дека си личност која никогаш не мирува. Како го подредуваш своето време и дали е тешко да се бориш за својот сон? Знаеме нели сега дека пак е тешко нели да се направи музичка кариера. Реално, на почеток е претешко. Значи, затоа и многу затоа и многу луѓе, мислам, ова е во сите професии исто, затоа и многу луѓе не успеваат во тоа што почнуваат да го прават, пошто многу брзо се откажуваат. Арно, ама јас сум растен во таква средина и се случувале случки во животот кои ме научиле на работна етика уште од млад, уште од мал да не речам, и цел живот работам и сум пресреќен што е тоа така, пошто сега знам дека што и да ми се случи понатаму, знам како да продолжам да го извадам максимумот од нештото. И секогаш се тешки почетоците, имаше периоди кај што стварно беше претешко. Ама поминав низ нив како нож низ торта буквално. И сега е веќе друга приказна, дури ова што се случува со ковидот, тоа што стварно немаме никаква работа и никаков инкам периодов, не ме погоди толку многу, пошто технички бев спремен за било кој сценарио, пошто сум поминал низ такви ствари. Така што, кога ќе стигнеш до некое ниво, понатаму е лесно. Така, додека зборуваме нели за COVID-19, дали во тебе предизвика некоја паника или страв, како се соочуваш ти со сето тоа? Знаеме нели дека има Макфест како што најавив дека ќе се одржи нели на отворено за прв пат, па твое мислење околу сето тоа? Искрено на почеток, мислам, има луѓе што не веруваат дека воопшто постои. Јас знам дека постои ковидот, пошто многу пријатели, познаници го поминале, дел од нив и не се веќе меѓу нас. На почеток не бев толку, да речам, не се замарав толку, пошто имав планови, имав турнеја некоја низ Европа, бев примен на некои стварно одлични надпревари и многу ствари ми зафркна, да речам, ковидот. Ама воопшто не размислував да седам дома, си викам ќе одам, па што сака нека, и после се затворија границите и нормално имаше еден период кај што не ти е јасно до која ќе трае, знаеш, која ќе почнеме со работа, како ќе се одвиват работите и така натаму, меѓутоа никогаш не било паника кај нас дома, пошто такви сме и како фамилија. Се знаеме кои сме, што сме, знаеме што треба да правиме и тоа е тоа. Да, сепак треба да останеме смирени, да се придржуваме кон препорачаните мерки и се надеваме дека сето тоа ќе помине. Виктор, кажи ми твое најголемо разочарување, еве како што велиш, знаеш секогаш да се издигнеш, секогаш нели да го поминеш тешкото, како го правиш тоа? Да бидам искрен, немам, цело време сум искрен, да бидам искрен. Немам некој ритуал, да речем, едноставно сум се научил во животот да барам светлата страна на стварите секогаш. Имам дедо кој има 97 години, поздрав до дедо Тале. Буквално не се замара со никаква ситница што се случува во животот негов или на луѓето околу него. Буквално. И многу ми е кеф, би сакал да имам до толку многу слобода, не можам, мислам, нормално е кога ќе се грижиш за ствари, ама има некаков дел, веројатно генетски, што ме тера да ја барам посветлата страна од стварите. Ете, пример ми се случило 2013-14, бев на Великден во Битола, се вратив наредниот ден во Скопје, тоа живее во Скопје и ми го немаше буквално цело студио. Ме ограбија, кренаја се што имав и што имав направено до тогаш.
покрај тоа што финансиски ми оштетија многу, морав да почнувам цел албум, тој првиот албум од почеток, а беше готов. И тоа беше, например, ептен тежок удар тој период особено, пошто финансиски беше пострашна ситуацијата. Арно, ама буквално не, мислам, нормално е кога се изнервирав, ама во ниеден момент не бев разочаран од приказната, и знаев дека ќе го одработам нештото за кратко и почнаа да се редат коцките, почнав да го работам, за година дена излезе албумот пак, имав веќе нова опрема по монтажна да речам. Ме научи искуството дека треба со мене да си ја земам и си зедов по монтажна опрема и продолжив понатаму. И секогаш сум бил таков, секогаш кога ќе ми се случи нешто нормално мора да те допри. Ако не те допри, тоаш нешто има, нешто не е во ред со тебе. Ама земаш длабок здив и одиш понатаму, тоа е тоа. Многу убаво вака човек кога те слуша дека зборуваш повеќе за позитивна енергија и јас се надам дека таков и ќе останеш. Освен што си искрен и да бидеш позитивен, бидејќи секогаш знаеме нели дека мора да се издигаме, животот не знаеме што носи, но мислам дека со позитивни мисли исто како и ти ќе стигнеш нели до посекуваната цел. Виктор, кажи ми дали ти имаш срце камено? Не би Одговор? Не би рекол, пошто сум емпат. Може да делува камено на моменти, пошто ми велат дека ние водолиите сме биле такви малце, не знам како е тоа такви малце, ама добро. Јас сум бил дупла водолија и не се разбирам многу во тие ствари, како и да е, можда делувало камено на моменти, пошто јас сум човек што емпат сум ептен, значи можам да влезам во било чија емоција и ја чувствувам стварно, значи можам болката да ја осетам на друг, ама исто знам и да исклучам ако ми пукне филмот и да бидам онака. Добро, сега се до граница. Буквално седно. Така што можно е да се случило да имам срце камено. Сега да позборуваме и за твојата музичка изведба, малку да ни откриеш околу тоа, се нарекува Срце камени, така. Како настана таа композиција, дали е балада, дали е брза песна? Песната е во стил на Timbaland продуцентот, малце како по-олд скул R&B или хип-хоп, поразмрдана, да речам, песна од тоа што сме навикнати да го гледаме на Макфест. И интересно беше, пошто слушнав кај Иле, мислам дека 2015 кога пеев на Макфест, бев кај него и тој ми пушти имаме една музика ко за тебе, ова она. И конечно после толку години ми ја пушти пак и јас седнав го напишав текстот. Инспирацијата беа случки буквално со личности со кои сум бил. Песната се работи нормално за врската дечко-девојка и за тоа што ние мажите во суштина сме секогаш криви за се и се што. Не мислам се случува на сите, сме биле сите во таква ситуација, нели? И некако така ми дојде тој период, веројатно сум бил во моментот во такво расположение и буквално го пренесов цел тој момент во песнава и мислам дека ќе биде интересно за слушање и за гледање, пошто ќе настапувам со ваше штипско студио, само Break the Floor се викаше, Break the Floor, да. Ќе бидам јас и уште 5 танчерки, ќе играме кореографија цело време. Ствари тие ќе играат цело време, јас ќе забушавам. Така што мислам дека ќе биде интересно. Пред снимање позборувавме дека веќе е во тек и твојот спот, па нешто да ни кажеш околу тоа, каде се снима? Да, и спотот ќе биде штипски производ. Така, во Штип. Да, значи ова песна е штипски производ, комплетно. Штипска песна е. Да, со тоа што текстот е битолски, ама пошто сум тука некое време, ќе речиме дека и тоа е штипски. Се снимаше во Штип, пак не знам, мислам дека Македонка се викаше зградата, објектот, разрушени некои фирми и морам да се заблагодарам на Љубан и на Сергеј за изведбата на спотот, исто штипјанчиња прилично популарни.
и морам да се заблагодарам на нив за помошта околу снимањето, пошто јас сум навикнат сам се да работам и Љубан ми излезе во пресред, вика дај не се заебавај, јас сум тука, готово, темек средена е работата и вистина испадна интересно, мислам дека на кај среда ќе биде готов и одвај чекам да го видам продуктот, исто и главната улога од Штип Викторија Варадинова, да ја поздравам и неа, да не ме кикбоксира и мислам дека имаме комплетно штипски производ што ќе биде интересен за Да, готово кажавме. Рековме дека е оваа штипска песна и едва чекаме да ја слушнаме. Што ти очекуваш пред се? Јас очекувам Забава и музика. Јас очекувам да излезиме и да запалиме сцената малце со девојчињата, па после тоа што ќе се случува и како ќе се случува, оставам на другите да се нервираат и да се секираат, јас ќе си пијам сокче и ќе си уживам во приказната, пошто сум дојден тука да изуживам и да си поминам убаво, а на другите им посакувам среќа, пошто знам дека има некои што се ептен со надпреварувачки дух. Сите ми се другари, сите ги поздравувам и посакувам да си поминиме убаво. Така. Виктор, ти благодарам уште еднаш за одвоеното време, ти посакувам се најдобро. Навистина ми беше мило што овие неколку минути си позборувавме. Се надевам дека пак ќе дојдеш во Штип за вака убаво да збориме. Го очекуваме на твојот спот, стискаме палци за вечерва. И тоа е тоа, чувај се пред се и се надевам дека ќе се видиме во уште една прилика. Фала ви многу и вас и се гледаме наскоро. Поздрав. И дојдовме до самиот крај на емисија. Јас се надам дека задржавме вашето внимание, а и вие дознавте нешто повеќе за дел од нашиве познати пеачи, некои нивни новости, албуми кои што се во тек и ги оставаме да се припремат за вечерва. Знаете дека денес е надпреварувачкиот дух, односно им посакуваме среќа на сите 24 изведувачи, како што кажавме, нека победи најдобриот, а вие уживајте.